Ова сезона во малите групи го обработуваме посланието до галатјаните. Тие што сте во мали групи веќе знаете. Искрено да видам, си поминавме прекрасно. Интересна е дискусијата во малите групи, затоа што, знаете, многу е различно кога заедницата во заедница го студира Божиот збор. Не секој сам дома, тоа е многу важно и супер е тоа, но кога го читаме Божиот збор во заедница има посебно значење, има посебна тежина, посебна благодат има кога тоа се случува. Имав замислено сите мали групи да го поминуваме посланието со исто темпо и некако во овој период сакавме да го проучуваме на тој начин. Бог зборува преку неговиот збор, но според мене најубаво зборува во заедницата, во црквата. Сите тие работи кои ги проучуваме ние, да кажеме, проповедниците, додека го студираме Божиот збор, како да пример историјата, граматиката, синтаксата на зборовите, сето тоа си има свое место и важна работа во проучувањето на Божиот збор. Но кога Божиот збор се чита во заедница, кога сите заедно размислуваме за текстот, како Господ ни зборува на секој еден од нас поединечно, но сега во заедница, според мене тука има големо значење. Мислам дека заедницата треба да се врати на тоа заедничко проучување, не само на проучување, туку читање на глас на Божиот збор во заедница. Тоа е нешто што црквата, посланието кога апостол Павле ги пишал до заедницата кои требало да бидат прочитани пред целата заедница. Од почеток до крај, не неколку стиха, не една глава, не 5 глави на ден, туку посланието ако е 12 глави, тој што го носи посланието на заедницата, го чита пред цела заедница целото послание во целост. И во тоа има едно посебно богатство исто така. Од една страна студирањето на Божиот збор стих по стих е исто многу важно, но кога понекогаш ќе го прочитаме целата книга, добиваме еден вистински поглед на тоа што апостол Павле го има замислено да ни го каже. Бидејќи неколку недели ќе поминеме сега во Павловото послание до галатјаните, сметам дека ќе биде од корист да ви дадам еден краток вовед за кој точно се работи. Кои биле тие галатјани за кои Павле зборува? Кои се тие галатјаните? Верували или не? Тие фактички водат потекло од келтите, од келтските народи. Келтските народи, тие што се во Англија, тие што се во Северна Франција, од тогаш галите, ако сте гледале Астерикс и Обеликс, тоа е едно од тие важни војни што ги имат, они се гали. Значи римјаните имале најмногу проблем со нив. Галатјаните фактички потекнуваат од тој народ. Овој што е римскиот историчар Ливи ги опишува како луѓе со црвена коса, джинџерс ние што ги викаме овие што се со пеги, кои биле страшни војници и навистина застрашувачки за било кој непријател. Биле страшни војници. Тоа имало неверојатна дисциплина, биле познати по тоа што ги плячкосувале сите околни народи околу нив. Значи не дај Боже да се им комшија на галатјаните. Катастрофа. Ниеден народ не можел да ги победи. Нормално кога римскиот историчар го пишал тоа, тој го пишал тоа не за да ги велича галатјаните, туку за да ја велича римската војска, затоа што никој не може да ги победи галатјаните, освен римјаните. Сака да каже колку ствари Рим е голем, колку е силен. Ги скротил дури и галите или галатјаните. Како што кажа, тие се потомци на истите келти, кои може да се видат во Франција или во Англија подоцна. Познат по својот застрашувачки стил на војување, тие брзо добиле репутација како народ кој врши инвазии, народ на кој не можеш да му веруваш. Тоа едноставно не знаеш во кој момент ќе им текне и ќе дојде ќе ве нападне. Први кога се преселиле, историјата е така. Галите од таму кај што живееле некаде на Северна Франција, тие направиле инвазија во Мала Азија затоа што слушнале дека таму има прекрасни ресурси, имало многу сировини и така натаму и направиле инвазија и се доселиле 3 племења гали во Мала Азија некаде 3-4 век пред нашата ера, може дури и порано. Први биле поделени во 3 племења
со 3 различни водачи, но набрзо после тоа доселување и после една ужасна граѓанска војна, тие останале со еден владетел кој ги освоил фактички, помеѓу нив и кој бил авторитарен цар. Имале такво уредување. Како група, галатјаните поминале 3 важни периоди. Прв е келтскиот период, во времето на нивното доселување. Значи, кога доселиле, тие со себе ја донеле својата култура, табиет, све донеле со себе. Но како што живееле таму, вториот период, низ кој таа група поминала, се вика хеленскиот период, во кој тие биле деломно хеленизирани јазично и културолошки. Тоа што го гледаме низ целиот тоаш грчко-римски свет, они фактички го имале веќе и кај себе. Така почнале да зборуваат грчки, тоест стариот грчки јазик, почнувале таа култура во таа култура да се развиваат и така натаму, но религиозно ги прифатиле божествата на земјата во која се доселиле и биле поклоници на божеството на фригијците. Агдистис, така се викала божицата, на која тие се поклонувале, тоа била мајка на сите богови, така верува. Третиот период во кој тие биле, бил римскиот период, во кој првен тие биле автономна област во сојуз со Рим. Си имале свој цар, како нешто слично како евреите. Израел во први век. Си имале свој цар, биле автономна област, но како царот ја губи моќта, така повеќе Рим навлегува и ја освојува не територијално. Тие веќе територијално била во скопу во Римското царство, но преку уредување, преку префекти, преку даноци, и полека освојувале областа. Значи, третиот период е римскиот период, во кој тие првим биле автономна област во сојуз со Рим, и римскиот император наместо да го после смртта на царот, наместо да го предаде царството на наследникот на тој цар, на синот, тој устари го претвора во своја римска провинција, во која се носи свој префект. И од тука таа станува римска покрајна, Галатија станува римска покрајна. Со текот на времето, Галатија растела во големина и ја менувала формата на областа, на тоа влијание што имала таа област. Ако сакате да знаете, малце да визуализирате кај се наоѓа таа област, ако ја видите Турција на мапата, отприлика некаде во средината, малку поисточно од средината се наоѓа Галатија. Тоа било огромна област. Кога зборуваме за Галатија и за црквите во Галатија до кои Павле го адресира во писмо, тоа не е само црква во Галатија, тоа се црквите во Галатија. За таа област станува збор. Во централна Турција, денешна Турција, била римска провинција со римски префект, хеленска култура, зборувале грчки со обожавање на религијата на фригијците. За еден таков народ станува збор, кој потекнуваат од келтите. Само до тој момент веќе се измешале со околните народи. Не знам колку биле црвени или со пеги до тој момент кога Павле ги запозна. Веќе до моментот кога Павле го пишува своето писмо до галатјаните, келтската крв која тие носеле во себе веќе била измешана со сите можни народи таму. Тие секако веќе биле вдомени во тој регион, поминале веќе неколку векови. Иако римскиот историчар Ливи ги опишува како црвенокоси со пеги, тие сепак со своите традиции и обичаи не наликувале на римјани, наликувале на околните народи кои таму живееле. Го зборувале грчкиот јазик, биле лојални римски граѓани затоа што војувале на страната на Цезарот неколку пати, но си имале своја култура. Според некаков консензус на теолозите, се верува дека галатјаните е првото послание кое апостол Павле го пишува. И е еден од најпрвите новозаветни документи. Или Евангелието според Марко, или е посланието до галатјаните. Еден од првите новозаветни документи кои го имаме во Библијата. Тоа може да се види во некои од темите за кои апостол Павле пишува таму. Па дури за некои абсурдни ситуации кои тој ги адресира во тоа послание. Например, апостол Павле во тоа послание многу пишува за обрезанието.
Обрезанието кој било тема во првата црква, или трпезата, седењето на иста трпеза. Тоа била тема на првата црква. Павле посветува многу време на тоа да пишува за чинот на обрезанието и дали тој чин е задолжителен или не. Во продолжение на неговите посланија гледаме дека тоа не е некоја важна тема за која тој пишува. Подоцна гледаме дека тоа избледува, едноставно не е веќе предмет на дискусија, но во одреден момент бил. Од тоа што го знаеме од историјата, знаеме дека црквата на соборот во Ерусалим, некаде 49 и 50 година, одлучува за тоа прашање и го отфрла како задолжителна пракса. Црквата го отфрла тоа. Значи тоа послание некаде е пишувано или во, како да кажам, во предвечерието на тоа собрание, на тој собор во Ерусалим, каде што Павле на некој начин ја спрема црквата, ја спрема својата теза, каде што ќе разговараат за таа работа и го пишува тоа послание. Многу од теолозите веруваат дека пишувањето на Павле за таа тема е како некако вовед кон соборот во Ерусалим, каде се дискутира токму тој проблем. Тоа значи дека посланието е пишувано некаде 48-та година, бидејќи Павловата мисија во Галатија се случува, од друга страна се случува некаде 47-48 година. Значи помеѓу 46-та до 50-та година апостол Павле патува во Галатија, почнат се црквите, го пишува тоа послание и се случува соборот во Ерусалим. Имате ли малце преглед сега? Се надам дека имате, добре. Сега да зборам да ви дадам еден краток вовед за структурата на книгата. Затоа што посланието има 6 глави. Тоа е многу краток документ. Во контекст на античките документи, ако видите што пишували историчарите, колку пишувале, ќе видите дека Павле пишува многу малку во споредба со нив, но тоа што го пишува е многу значено, има далекосежни ефекти врз целата западна цивилизација. Помеѓу другото, Галатјаните е едно од тие посланија кои има неверојатно влијание врз цела западна цивилизација, ќе видите изошто. Структурата на книгата е следна. Посланието може да на едноставен начин да се подели на 3 дела. Прва и втора глава, трета и четврта глава, пета и шеста глава. Тоа секако според различна екзегеза и проучување и херменевтика може да се подели на повеќе делови или на малце различни делови, но така јас одлучив да го поделам затоа што има онака груби теми кои апостол Павле ги обработува во тие 3 дела. Секако, тие 3 главни дела имаат посебни поделби внатре во нив, бидејќи адресираат посебни теми за кои Павле пишува. Но како еден преглед мислам дека доволно е да ви раскажам за тие 3 дела што станува збор. Прва и втора глава. Ако читате од самиот почеток, апостол Павле веќе во ведниот дел, во воведот, или можем да кажем во првиот стих, во првите неколку зборови, кој би требало да биде резервиран за поздрави, честитки, представување на апостол Павле, веќе во првиот стих апостол Павле адресира проблем. Затоа што имало потреба да адресира. Слушајте како звучи првиот стих од Галатјаните, оној поздравот кој треба Павле да го испрати на Галатјаните. Павле, апостол, повика не од луѓе, ниту преку човек, туку преку Исус Христос и Бог, Отецот, кој го воскресна од мртвите. Што мислите, која е првата тема за која апостол Павле ќе пишува во Галатјаните? Првата тема е неговото апостолство и неговиот авторитет. Веројатно, во првите денови на црквата во Галатија се поставува прашање, добро, кој е тој Павле бе? Од кај доаѓа тој? Он да ни кажува што да правиме тука. Кој е тој Павле? Има ли он авторитет? Он е остави апостол, ама е он апостол од втор ред, не од прв ред, од оние важните. Он е од втор ред. Ти што сте дел од малите групи, ќе се сетите дека веднаш на почетокот во црквите во Галатија се појавиле луѓе јудејци, кои Павле го представуваат како апостол од втор ред, од втор ранг. Не од оние оригиналните, туку да овие што се споредни. Според нив апостол Павле го немал авторитетот како некои други апостоли кои всушност своето апостолство го примиле директно од Исус, кои всушност биле со Исус. Апостол Павле никогаш не бил со Исус. Тој никогаш веројатно не го ни сретнал Исус. Како може тој да биде апостол? Другите апостоли имаат педигре.
Петар бил таму, Јован бил на последната вечер, сите други тие биле саглам апостоли пратени од Исус. А кој е Павле? Во првите две поглави апостол Павле дава еден убав преглед на настаните за тоа како тој самиот станува апостол. И на кој начин тој се приклучува на црквата. Многу интересно за мене како тој ги подсетува галатјаните да се сетат кој бил тој во минатото. Знаете, затоа што Павле е сега добар човек, затоа што е мил човек и е мирен човек, овие заборавиле дека апостол Павле бил уствари убиец. Апостол Павле бил тајната полиција на јудејците, кој ги бркал христијаните, кој ги ставал по затвори и првиот маченик на црквата бил убиен пред него, со негово одобрение. Овие заборавиле зашто е способен апостол Павле. Сега апостол Павле е добричок, сега може да правим за него што сакаме. Па дали е тоа така? Апостол Павле ги подсетува, не го слушате ова што црквите го зборат, ова што ја прогонуваше црквата, сега проповеда верата која ја сакаше да ја уништи. Имала една таква поговорка за Павле. На некој начин, да не се занесуваат многу со таквите изјави за него, бидејќи ако се сетат, црквата во целост било во страв и трепет од Павле, бидејќи тој ја прогонувал црквата. И така почнува неговата уствари поврзаност со црквата. За промената тој наместо да ја прогонува црквата, а да го проповеда Евангелието, не се должи на некаков аргумент кој апостол Петар му го дал на Павле. Апостол Павле вика, јас апостолството и повик од него добив на тој начин. Јас мојот повик и апостолство го добив директно од Исус преку видение. Исус сам мене ми се објави, ми го даде тој чин на апостолство и ме прати во таа мисија. Тој чин го добива директно од Исус. Исус кој му е дарува по благодат таа мисија. Во продолжение тој кажа, кога всушност проверува дали Евангелието тој го проповеда во склад со апостолите или учениците на Исус кои Исус ги испрати во мисија. И тој таму наведува некои бројки, вели вака: јас го имав тоа видение, ја почнав мојата мисија, ја почнав апостолството во кое Исус мене ме прати и после 14 години претходно се видел малце само го накратко со Петар, повторно работел во Арабија каде све не бил. И после 14 години повторно се гледа со тие како што вика столбовите на црквата во Иерусалим, Петар, Јаков и Јован, кои уствари кога апостол Павле им кажал што прави, и тој сакал сам да провери дали Евангелието што го проповеда е во склад со тоа што ти го проповедат. Тие сите заедно виделе дека Евангелието на Павле и на Петар и на другите апостоли е исто. И му дале рака за благослов да продолжи да го работи тоа што тој и веќе го работа. Неговиот авторитет и апостолство се препознаени од Петар, Јаков и Јован, за кои тој вели дека се столбовите од црквата во Иерусалим. Во тој момент тие се поделиле, како што вика апостол Павле, препознавме дека како што на Петар му е дадена благодат да работи помеѓу евреите, така мене благодат ми беше дадена да работам помеѓу неевреите, помеѓу сите народи. Но во таа преписка апостол Павле за неговиот авторитет и апостолство не го губи погледот од важните нешта и тој во таа прилика го дава предимството и важноста на Евангелието. Знаете, тој кога зборува за своето апостолство и за својот авторитет, иако тој е во право, иако тој не се лакта, кажа не, јас стојам таму каде што Господ Исус ме постави лично да стојам, сепак за него најважната работа која треба да стои на врвот е Евангелието, а не неговиот авторитет. И во првата глава може да видиме што тој пишува за таа работа. Вели вака, во 6 и 7 стих до 8. Се чудам што така брзо се одвративте од оној кој ве повика преку благодатта Христова. На некој начин се оттргнал од Евангелието и преминавте кон друго Евангелие. Зашто и нема друго Евангелие, но има такви кои ве бунат и сакат да го изопачат Евангелието Христово. Но, слушнете го, ако и ние самите, или пак ангел од небото, ви проповеда нешто спротивно од она што ви го благовестивме ние, нека биде проклет. Апостол Павле на некој начин ја става
својата мисија, своето апостолство и кажува јас сум апостол Христов. Но кажува јас сум апостол Христов затоа што го добив Евангелието како мисија да ви го донесам кај вас. И ако јас, кој сум апостол Христов, се шекнам и почнам да зборам некој друго Евангелие, мојот авторитет паѓа. Точка. Иако авторитетот во неговата апостолска мисија е многу важен, сепак Евангелието го има прединството. Тоа всушност да не води во втората тема за која апостол Павле зборува во тоа послание, 3 и 4 глава. Тука доаѓа делот кога може да се открие интелектот на апостол Павле. Апостол Павле е неверојатна личност кога почнувате и ќе откриете кога почнувате да ги студирате неговите евангелија, неговите посланија. Секогаш кога имавме екзегеза и кога работевме на тој школски, академски начин да ги студираме тие посланија кои тој ги пишува, многу е уникатно како мислата на Павле му тече. Има некоја синхронизација, има некоја естетика која не можем ни да ја опишам. А на тоа се додава фактот дека човекот веројатно тие посланија не ги пишува да седне и да пишува како што јас би пишувал, да кажеме, проповед или семинарска. Ако пишувате, знаете, јас например ми треба малце време да формирам логичка реченица. Да звучи нормално и да звучи логички на вас кога ќе ја слушнете, да ја разберете. Јас понекогаш се враќам на одредена реченица неколку пати. Тоест често се враќам, пошто ми треба време да размислам. Да ја преформулирам, друг стил да напишам, некој друг збор да фатам и така натаму. Кога ми дека апостол Павле ти ги пишува во од, онака ги диктира и некој друг ги пишува, и кога ќе видам сложеноста на тоа што тој го пишува, едноставно сум фасциниран од интелектот кој веќе го има апостол Павле. Како може толку комплексни идеи, толку течно да излезат од него, без при тоа да седне и да масакрира реченицата, за да изгледа толку комплицирано. Човекот бил гениалец, вистински гениалец. Тој има неверојатно познавање на Стариот Завет и не само на Стариот Завет, на цела античка литература. Честопати тој користи примери од грчки филозофи, од поети, од римски поети. Користи целото можно познавање во античкиот свет. Го има на прсти. И кога ги пишува тие посланија, тоа се до тоа тече од него. Тој како вистински експерт за Стариот Завет, Евангелието го објаснува преку Стариот Завет. Во контекст на Евангелието, последната и конечна Божја објава, апостол Павле го гледа исполнувањето на Божјата намера, која се протега од самиот почеток. Во тој контекст, апостол Павле го става вистинското место на законот, нешто кое неговите противници го промашили во целост и создале атмосфера во која црквата можела многу да настрада. Таа голема поделба на оригиналниот Божи народ, евреите, кој е обрезан и кој е под законот, наспроти паганите, кои не се обрезани и не се под законот, поделба која тие противници ја вовеле, апостол Павле смета дека е поделба која толку длабоко може да ја подели црквата, што дури и тие оригиналните апостоли потпаднале под тоа влијание за момент. Знаете, некаде во 3 глава, апостол Павле го спомнува како да каже, аргументот кој тој го има со апостол Петар, оригиналниот апостол. Кога почнал тој оригинален апостол да лицемери, токму заради тие работи. Апостол Павле бил во тој момент искористен од Господ да донесе светлина таму каде што почнала да се случува една поделба во раната црква. Поделба во која во продолжение на соборот во Ерусалим категорично ќе се отфрли. Апостол Павле бил толку важен човек. Толку влијал на првата природа на црквата која се провлекува од тогаш до ден денес. Значењето на ова што апостол Павле го пишал во овој момент не се зголемува до бесконечност, бидејќи во време кога црквата била под голема опасност да биде поделена на две нееднакви заедници, на исправни верници и на верници од втор ред, Павле вели дека во Христос веќе нема евреин, нема грк. Тука го застанеме. Апостол Павле тоа само по себе е револуционерна изјава со која црквата се мачела во тоа време. Знаете, тука седиме луѓе од различни нации.
Тоа не било толку лесно во прв век. Со различни позадини, со различни приказни, доаѓаме од различни семејства. Тоа што ние сега седиме овде, вака на овој начин, е благодарение на упорноста и апостолството на апостол Павле. И го земе тоа здраво за готово. Тоа не е така. Дури ден денес црквата има такви маки. Ке кажете, може добро, може во тој привилегираниот свет кај што ќе отидете, овие што се со плава крв ги гледат, овие сите другите малце подоле. Овие што се богативе, гледат малце посиромашните, онака гледат одгоре. Искрен да бидам, најмногу се изненадив за таквиот поглед во Африка. Во Африка, кој ќе отидете, се е утепано. Сегете, нема у стилот по-богат и посиромашен. Сите се, тоа е тоа. Една класа е таму. Имате 0,01% кои се милиардери и ги мачат сите под нив. Интересно е дека дури и во таа заедница, каде што сите се економски на исто место, дури и таму може да видам некој подел. Например, кога со африканците, мои пријатели, отидовме кај пигмејците. Пигмејците се овие ниските луѓе. Отидовме таму кај нив. Многу беше интересно како моите браќа африканци, кои иначе имаат многу милост, многу се радосни, на кој начин ги гледаат пигмејците. Мислите дека расизмот е само помеѓу бели и црни? Па не сте виделе друг расизам излеа. Ја видов. И беше многу интересно. Како и дури тоа општество се дели по класи. И ако не е црквата, ако не е Евангелието, верувате, тие се страшни поделби. Огромни поделби се. За после некое време црквата, помеѓу пигмејците, да почне своја мисија. И да се грижи за нив. И да ги гледа еднакво со нив. Интересно. Тоа е резултат на црквата. Резултат на тоа што апостол Павле го пишува тука. Нема елини, нема грци, нема евреи. Сите сме едно. А да продолжам понатаму. Тој вели, нема веќе слободен, нема повеќе роб. Или нема повеќе машко, нема повеќе женско. Сите ние сме едно во Христос. Често пати слободата која ние ја земаме здраво за готово, историчарот Том Холанд ја лоцира токму во овие стихови, кои имале брановит ефект низ историјата на светот, посебно во западната цивилизација, за да дојдеме до таму каде што сме. Главната поента која апостол Павле ја нагласува е комплетноста на Христовото спасение. Тоа е една од тие важни работи кои апостол Павле ги адресира тука. Нема веќе закон кој треба да се следи, нема веќе обреди кои треба да се прават, нема празници кои треба да се почитуваат за да бидеме ние спасени. Христос и неговото спасение, неговото дело на крстот беа комплетни за нашето спасение и ние сме повикани да уживаме во таа слобода која тој ни ја дава. Ни го дава наследството на Духот кој е ветен за Божиот народ. И во тој поглед Бог не дели никого, туку сите седиме на иста трпеза заедно со Него. Тоа е вториот дел од посланието. И доаѓаме до последниот дел од посланието, а тоа е ефектот на тоа Евангелие. Каков ефект има таквото Евангелие врз заедницата? Знаете, има едно правило за филозофијата. Например, ако сакаме да разбереме кај се наоѓаме ние сега во каков свет живееме, треба да ги читаме филозофите од 19 и 18 век. Ти пишувале за таа работа. Многу пишувале. И што се случува? Филозофијата кога се случува кога се пишува филозофски, кога се дава некаква критика за општеството или филозофски се насочува општеството према некаде, се ние онака обичните луѓе што не сме филозофи и кажеме да, тоа е никој не го чита, тоа валја 5 луѓе го читаат во општеството и така натаму. Знаете што се случува? Кога Ниче ја пишува својата филозофија, тоа го читаат валја 5 луѓе, 10. Сега го читаат интелектуалците. Но филозофијата кога се пишува тука некаде горе, каде што никој не може ни да го разбере ни да го чита тоа, таа филозофија полека се мие преку слоевите на општеството. Полека.
Тоа не е од денес за утре. Тоа Ницше го пишал во 19 век и на некој начин ја предвидел Втората светска војна. Буквално. Тој не бил пророк, тој бил филозоф. Го пишува тоа што го пишува и веќе 50, 60, 70, 100 години неговата филозофија го измива секој аспект или секој скалел од општеството. И ние сега живееме во тоа што Ницше го пишува во 19 век. Таму сме. Верувајте. Го видел тоа. На некој начин, кога ние го обработуваме Евангелието, кога го слушаме Евангелието, кога го применуваме Евангелието, како прво Евангелието веќе има моментален ефект во нашиот живот. Но вистинскиот и најголем ефект ќе има кога Евангелието ќе ги измие сите тие генерации после нас. Вистински ефект. Тоа што апостол Павле го пишува тоа, тука нема слободни, нема робови, сите сме едно во Христос. Тоа не значи дека апостол Павле одма после тоа кога го напишал, земал банери и земал една толпа после него и ќе се бунат против Цезарот. Нема робови, се треба да го кинеме робовладетелството. Не се случило тоа. Значи, апостол Павле не бил таков социјален војник. Сакате? Тој ова овде го пишува и некаде во среден век. Некаде во манастирите на Западна Европа. Црквата доаѓа до доктрината на имаго Деи. Дека секој е создаден по Божји образ. Нешто што Библијата го, исклучиво Библијата го комуницира тоа. Никоја друга религија, никоја друга филозофија не го комуницира тоа. Дека сите имаат подеднаква вредност. За на крај, општеството, кое растало според таа филозофија, некаде во 18 век, почна да се бори за робовите, да се укине робството. И како што Джордан Питерсон ќе каже, тоа се случило еднаш во историјата на човештвото. Никош повторно не се случило. Никош порано, никош подоцна. Еднаш се укинува робството и се гледа како неприфатливо за развиената цивилизација. Благодарение на генерацијата која растала во тој поглед. Кој е ефектот на Евангелието кој апостол Павле го проповеда? Вистинскиот и најважен ефект на Евангелието е тоа што ја носи слободата од робството на телото и робството на похотите на телото, на кои луѓето им робуваат. Апостол Павле тука не воведува во темата на плодот на телото и на плодот на духот. Нешто што ќе го работиме понатаму. За мене една од најважните работи кои треба да ги запамтиме во тој дел е дека кој што ќе си посее, тој ќе си пожнее. Тоа доаѓа од тука. Тоа доаѓа од Исус. Што сееме, тоа и ќе жнееме. Тоа го потврдува апостол Павле. Ја охрабрува црквата да сее во вистинските работи, за да жнее убави нешта. Од досегашното проучување сакам да ви издвојам две сцени кои за мене беа доста значајни до сега. Првата сцена, првите два стиха кои сам да ги споделам се од Галатјаните, 4 глава, 18 и 19 стих. Вели вака: Добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум меѓу вас. Чеда мој, за кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Не знам дали нешто ви значи тоа на вас. Апостол Павле тука упатува повик до црквата да живее автентично. Без разлика дали он е со нив или не е таму, црквата треба да живее автентично. Ревноста за доброто и праведен живот, без разлика дали сте сами во собата или има толпа, ревноста треба да остане иста. Размислете дали е така во вашиот живот. Дали ревнуваме за доброто без разлика на тоа дали сме сами или сме пред толпа. Размислете што не мотивира за да правиме добро. Дали нештата ги правиме за да ги воодушевиме другите или ревноста ваша се должи на автентичен живот пред Бог, пред кога всушност има логика да се трудите. Ревноста за автентичен живот не е да биде таков сум јас, гајле ми. Разбирате?
И пред сите и сам, јас сум таков. Тоа не е поентата. Ти си таков, може да си добар. Поентава е да се трудиме да бидеме добри, да ревнуваме за доброто, без разлика дали сме пред толпа или сме сами. Значи да не бидеме лицемери. Поентата за автентичност не е да си таков како што сум роден јас. Океј, сите ние сме родени прво сме родени со грешна природа. Со природа која е склона на грев. Со табиет кој можеби е многу тежок. Разбирате? Со карактер кој можеби е многу фаличен. Ние треба да ревнуваме за доброто. Без разлика дали сме пред толпа или сами. Целта на секоја пасторална служба, овде апостол Павле опишува, е обликувањето на Исус Христос во секој поединец во црквата. Мојот повик како пастор е токму тој. Да се што правам и во се што вложувам и планирам да не донесе сите нас во положба да Христос се формира во нас. За мене, како пастор, тоа е најважната работа која постои. Хуманитарните работи се супер. Те прекрасен плод на црквата. Прекрасен плод на правењето добро. Ти некои активности кои ги имаме, проучување, не знам, мудрувања, не знам што и да е. Но најважната работа која мене ми е доверена и на секој пастор верувам треба да биде формирање на Исус Христос во секој поединец. Христоликоста. Тоа е нашата цел. Тоа е нашата цел. Затоа ревнувам јас најмногу. Формирање на Исус Христос во секој еден од вас. Христоликост. Затоа што тоа останува вечно. Каква е хуманитарна работа да ви дадам, верувате ми, храна и ќе ја изедете. Ако е облика, ќе ја скапете. Тоа поминува. Христоликоста, нашиот живот обликуван според Исус Христос, тоа трае вечно. Тоа се оформува вечно. И вториот стих, кој за мене беше остави силен впечаток, и верувам дека малце и ќе не замисли. Апостол Павле го вели во Галатјаните 2 глава 20 стих. И го прочитавме тој стих на почетокот. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Јас веќе не живеам, Христос живее во мене. Како изгледа вашиот живот во светлото на оваа изјава? Дали може некој од нас да го каже тоа за себе? Јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Направете една кратка анализа на вашето срце. Дали вашите најсилни вложувања го рефлектираат таквиот живот? Или вложувањето е целосно насочено кон самореализација, самозадоволство, само валоризирање? Што отсликува нашиот живот? Што отсликуваат нашите вложувања? Што отсликуваат нашите копнежи? Што отсликува нашата ревност? Јас веќе не живеам, Христос живее во мене. Дали тоа е реално за мене? Дали тоа е реално за тебе? Од каде доаѓа таа сила? Апостол Павле да го каже тоа. Тоа е неверојатна изјава. Јас веќе не живеам, Христос живее во мене. Од каде доаѓа таа сила? Тоа доаѓа од сознанието и искуството дека Синот Божи ме возлюби и се даде себе за мене. Размислете и за оваа изјава. Дали Исус сте го почувствувале толку блиску како што апостол Павле го чувствува постојано? Кога последен пат сте го почувствувале Исус толку блиску? Ме возлюби мене. Се даде себе си за мене. Кога последен пат сте го... Не зборам за тоа што верувате вие когнитивно. Не зборам дури за некој искуство кое сте го имали пред 5 години, пред 2 месеци, не знам. Размислете за сега. Кога последен пат сте го почувствувале Исус толку блиско? Ме возлюби и се даде себе си за мене. Ме возлюби мене лично и се даде себе си за мене. Не само тоа сознание,
но и тоа секојдневно искуство му е дава силата на Павле да каже јас веќе не живеам. Христос живее за мене, во мене. Веќе ништо друго не ме интересира. Не ме интересира мојата реализација, па макар не ме интересира ни моето апостолство. Во погледот на Евангелието, јас веќе не живеам, Христос жива во мене, затоа што тој ме возлюби и се даде себе си за мене. Ако некој апостол ни дава такво право, на такво чувство на близина, тогаш тој е апостол Павле. Ќе ви кажем и зошто. Бидејќи за разлика од другите апостоли кои биле со Исус 3 години и го следеле, Павле бил прогонител на црквата, но преку Евангелието кое му е поверено, тој го чувствува Исус како толку блиску, како што го чувствуваат оние кои седеле и јаделе со него на иста трпеза. Апостол Павле е во иста позиција како јас и ти. Тој го нема видено Исус, тој не седел со Исус на иста трпеза, но тој може да го изјави тоа. Ме возлюби мене и се даде себе си за мене. Тоа на нас ни дава право да го кажеме и да го чувствуваме, да ја чувствуваме истата близина. Кога последен пат си го почувствувал Исус толку близко во твојот живот? И ако не си го почувствувал некое време, тоа што е проблемот? Како да дојдеш близко до Исус повторно? Што е тоа што те спречува да дојдеш поблиско до Исус? Поблиско до Исус. Да не западнеме во некои високи теолошки дебати. Да не западнеме во некои дискусии за историјата, што све ние сме искусиле, што све ние сме правеле. Дали односот со Исус кој го имаме е толку близок како апостол Павле, да можам да кажам ме возлюби и да чувствувам таа љубов вистински, дека ме возлюби и се даде себе си за мене. Јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Се молиме за крај. Исусе Христе, Сине Божи, Исусе, ти благодарам за тоа што ме возлюби и се даде себе си за мене, Господи. Те благодарам за таа љубов која ти ја истори безрезервно за мене, Боже мој. Исусе Христе, преку се што направи ти, јас можам да кажам дека ја чувствувам твојата слобода. Го наследувам наследството на Духот, Господи Боже мој, кој е наследство за твојот народ, Боже мој. Ти благодарам за се што ти ни даваш. Благослови не за твоето присуство. Благослови не за твојата љубов. И Господи, нека на вистина го чувствуваме тоа што апостол Павле го чувствува, а тој дека е возлюбен и дека си се предал себе си за секој еден од нас поединечно. Господи, биди со нас. Нека на вистина можеме да изјавиме дека јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Се оставаме, Боже мој, во Твоите раце. И го бараме Твојот благослов. Амен.